Благодарам, колега Павле. Намерно не излегувам, бидејќи сакам да те гледам во очи. За да не ти вртам грб. Нема правда, нема мир, беше дефиницијата и паролата со која што ти, колега Павле, седна во ова пратеничка фотелја, така беше? Сакам да те прашам, какво е чувството, колега Павле, кога ќе ти кажат гласај да пратиш колега во притвор? За тоа ли се бореше колега Павле? За тоа ли беше шарената револуција? Дали има правда и дали има мир, колега Павле? И дали ти за одмазда се бореше, за да седнеш на ова пратеничка фотелја? Стануваш и цитираш делови од деловникот и од законот. Ги знаеме. Не, колега Павле. Знаеш ли дека многу луѓе кои што со тебе храбро и гордо маршираа тогаш против режимот, сега велат дека автентичноста на шарената револуција начело со тебе, колега Павле, ја нема. Знаеш ли зошто, колега Павле? Затоа што ти гласаше нешто што не требаше да го гласаш и не им го кажа на твоите шарени револуционери тоа. Дали еве јавно те прашувам, дали мислиш дека има правда и дека има мир во државата? Дали мислиш дека власта и судството не се едно те исто и дали веќе не е порачана и притворот и пресудата на колегата Љупчо Димовски? Да се вратам сега на случајот за симнување на имунитетот на колегата. Она што го кажавме, и ти тоа многу добро го знаеш, колега Павле, а делиш правда и делиш казни, осудуваш, бидејќи цела јавност знае, кога ќе се симне имунитетот на пратеник, тој веќе е осуден. Колегата Љупчо Димовски имаше едно обвинение многу поголемо и секојдневно се јавуваше на судските рочишта. Ги знаеме кои се трите услови за да некој отиде во притвор. Да не избега, а тој не избега кога имаше такво обвинение, доаѓаше и на работа, и работеше, и се уште е тука, и се уште работи. Да влијае на сведоци, мене не ми е јасно како ќе влијае на сведоци за дела, но еве, оставам простор, бидејќи не сум правник, како ќе влијае на сведоци за дела кои што се само обвинение, не се ни докажани, и да не го повтори делото, не може да го повтори делото затоа што не е министар. Сведоци сме почитувана јавност и колега Павле за најголемо деградирање на пратеничката функција во историјата на Македонија. И факт е дека кажано ви е и веќе се праќа порака до јавноста дека тука нема да застанете. Ова не е правда. Ова е одмазда за оние кои што не гласаа за името. Ова е одмазда на опозицијата да биде замолчена. Ова на сите ни е јасно, колега Павле. Не се замолкнува така опозиција. И на крајот на криштата, еве, за да ви олесниме, вака бидејќи ви стана навика, да одзимате пратенички имунитети 8 пати за 2 години, светски рекорди рушите, одземете ни го на сите. Колективно. Колективно одземете ни го на сите имунитетот. Може би имате и Голи оток некаде направено. Имате ли чувство? Имате ли сенс? Имате ли, не знам, човечност во вас? Втор пат за колегата Димовски барате за во рокот 1 година симнување на имунитет.
Јас не знам како можете, совеста како не ве мачи. Секојдневно се сретнуваме тука во ходниците. Тоа значи, утре, било кој од нас, можеме да се најдеме на... Бидејќи оваа твоја клупа, Павле, е осуденичка клупа, да не се лажеме. Да не се лажеме. Опозицијата треба да биде замолчена. Тоа е тоа. И твоите, она што го велиш дека да не стоиме на патот ние на криминалот, еве, ти кажувам и те гледам во очи. Јас сум прва против криминалот. Прва. Општо за сите партии, секој што сторил криминал, не од ВМРО ДПМН да е, не од СДС, не од ДУИ, од сите партии да одговара. Ќе одговараат ли, Павле? Те прашувам и те гледам во очи. Нема правда, нема мир. За кого беше, Павле? Убаво ме разбираш што сакам да ти кажам. Има ли правда, има ли мир, Павле? Нема. Нема, Павле. Нема, Павле, правда. Нема мир. Цела јавност знае, Павле, кој ќе лежи затвор, кој нема да лежи, Павле. А јас ти кажувам и ќе повторам, нека слушаат сите. Секој што сторил криминал и што украл народни пари, да одговара. Нема разлика кој од која партија е. Што мислиш, Павле? Дали судството наше, ова, јас и ти сега, за кое што се сложуваме, тука се сложуваме, дека секој што сторил криминал да одговара, ќе те замолам да створиш услови да дискутирам и да не дофрлаат. Ги имат условите, колешке, ве молам, воздржате се од коментари. Што мислиш? Дали јас имам реплика кон тебе? Мојата реплика е кон тебе. Нема правда, колега Павле, нема мир. Ова е одмазда на власта кон опозицијата, која што трае и ќе трае. Немојте да мислите дека тоа не го знаеме. Тоа ни е јасно, совршено, затоа што некој се одважил, ги издржал притисоците кои што ги имал и не гласал за името. Па дозволете бе да има и друго мислење во државава освен вашето. Не ја враќајте државата во 80-тите години. Треба да има различно мислење. Јас, за да нема спинувања, ќе повторам по трети пат, дека сакам секој што направил криминал, и тоа навистина сакам да го видам. И јас како и ти, Павле, без разлика што не учествував во шарената револуција, и јас како и ти сакам да видам осудени лица за криминал. Ама не ги гледам, Павле. Не гледам дека нешто се работи на таа тема, Павле. Туку гледам театар за предвреме осудени пратеници, за јавноста да гледа сценографија, театар, сценарија, еве се апсат пратеници, за да ги покриете трагите на секојдневните скандали кои што се случуваат, за да ги покриете трагите на криминалите кои што секојдневно се случуваат. И не можам да се сложам со тоа дека само од ВМРО ДПМН е правеле криминали. Да те подсетам, Павле, ВМРО ДПМН беше на власт заедно со ДУИ. Нема што да кажеш на ова, нели? Нели? Нема што да кажеш, немаш одговор на ова. Јас ќе кажам, и тука ќе завршам, колега Павле, дека апелирам до колегите, вклучително и до тебе, да размислите како ќе гласате за колегата Љупчо Димовски, бидејќи со тоа ќе пратите
сигнал. Дали сте за тоа така наречено помирување кое што и тогаш го критикувавме затоа што видовме дека не е тело за помирување, туку тело за порамнување. И сега со ова докажувате дека ние сме биле во право, дека не сакате помирување. Ако сакате помирување, нема да правите вакви сензационалистички нешта со сите медиуми тука, туку навистина ќе пружевте рака за национално помирување. Како што рече Владко, помеѓу македонците направивте таков рез, такво раздвојување, што се плашам, а сакам да има помирување, што се плашам дека вака ако продолжите, ќе биде невозможно. Едноставно ќе биде невозможно. Има ли капацитет во вас? Има ли да размислите и да кажете не на нарачителите на ова? Сите го познавате колегата Лјупчо. Сите го знаете, секојдневно седиме тука, седите со него на кафе и знаете дека нема да избега. Зошто имало потреба да му ја кршите вратата ноќеска? Шо е? Зошто? Не бил во тој стан, бил во друг. Тебе да ти даде отчет. Дали знаеш дека народниот правобранител имаше во извештај за кршење на човековите права токму за настаните од 27 април? И повторно истата приказна, Павле. Повторно истата приказна. За ваква ли правда се бореше, те прашувам? Ова ли е таа правда која што треба да ја спроведувате? Можеш и да не ми одговориш затоа што длабоко во себе знам дека не се согласуваш. Не се согласуваш, не се бореше ти за ова. Докажи го тоа. Докажи го тоа. Спротивстави се, па ти си независен. Нели си независен? Нели седиш во таа фотелја затоа што си независен пратеник? Покажи ја независноста од власта. Немој да праќаш во притвор колега. Повторно и повторно и повторно. Не само за... И видете, не за да докажете криминал. Вие ова мора да направите сензација, ја правите сензацијата да се зборува за ова во јавноста, да не се зборува за колку таму заменици, директори изгласавте, бе, заменик на заменик, заменик на заменик. Или за платите, или за криминалите, за скандалите кои што секој ден ги правите, бе, Павле. Секој дневно. Секој дневно. Ако ВМРО било режим, вие сте ВМРО на квадрат. Па на што личи ова, бе, Павле? На што личи ова се? Дали си се запрашал вака сам себе да си речеш, јас за ова не се борев. Не, извинете, јас за ова не се борев. Кого амнестиравте, Павле? А? Ке си одговориш ли сам на себе? Многу добро ме разбираш што сакам да ти кажам. И уште еднаш ќе замолам, ако има човечност и ако има намера, навистина намера за помирување, кое што нели тука Заев го ветуваше, да размислите, повлечете го ова, повлечете го ова и оставете судот да работи и обвинителството онака како што треба согласно закон, бидејќи колегата Лјупчо Димовски е тука. Не бега, Павле, колегата Лјупчо Димовски. Колегата Лјупчо Димовски не избега за поголемо обвинение, а не за вакво. Размислете уште еднаш за судбините на семејствата и на сите нас. А ако сте решиле, јас себе уште еднаш ќе повторам, колективно одземете ни го имунитетот на сите. На сите. На сите нас. Затоа што кажано е дека ќе продолжи овој терор и се гледа. Благодарам, Павле.